Заедно со вас, Славица Арсова. Добар ден и добро дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. 12 години затвор за Васил Јованов. Судот го осуди. Семејството на Фросина бесно. Ова е навреда, неправда. Мицкоски нема ни проштална средба со таравари. Здравството во неизвестност. Кој ќе го преземе ресорот? Повеќе миња во оптек, пресметките почнуваат. Кривична за злоупотреба на $60,000 за екс-амбасадорот Фрчковски. Тој возвраќа политички притисок и конструкција. Општините се гушат во бетон. Ниту една не го исполнува стандардот за зеленило. Ревизија со алармантен извештај. Председателот на Европскиот совет кошта со порака до Вучич. Иднината не чека. Во овие вести во живо за пресудата за Васил Јованов од 12 години затвор. Останете со нас, почнуваме со вести. Години затвор за Јованов, возачот кој без дозвола пијан и на црвено е усмрти 22-годишната Фросина Кулакова. Судот ја изрече највисоката казна досега за вакво дело, но за семејството тоа не е правда, туку навреда. Зоран Јаневски известува. Зоран, кои се деталите од пресудата и реакциите на странките? Да, при образложување на пресудата, судиката Снежана Марковска рече дека при одредување на висината на казната за возачот Васил Јованов, кој на крајот од јануари смртно ја прегази 22-годишната Фросина Кулакова, во предвид биле земени и олеснителните, меѓутоа и отежителните околности. Судиката потсети дека при одредување на казната се анализирали и претходните сообраќајни прекршоци кои ги имал направено Васил Јованов, вкупно 11 се однесувале на минување на црвено и непочитување на сообраќајните правила и прописи. Била земена предвид и пресудата заради поседување дрога, но и покрај сите овие кривично-правни настани кои што претходно ги сторила Васил Јованов, тие не биле доволна поука и како што рече судиката Снежана Марковска, тој безобзирно влегол во возилото таа кобна ноќ и продолжил да вози, односно поминал на црвено светло и се случила трагедијата која одзеде еден млад човечки живот. Пресудата од 12 години затвора бесно ја дочека родителите на Фросина. Таткото ја напушти судницата, рече дека пресудата е срамна и дека таа е всушност награда за Васил Јованов. Според одбраната пак казната од 12 години затвор е превисока и најави жалба. Јавното обвинителство пак пресудата од 12 години затвор ја смета како победа, бидејќи за прв пат Скопскиот кривичен суд и некој воопшто суд во Скопското апелационо подрачје изрекол толку висока казна. Сите детали ги гледаме во прилогот. Возачот која прегази Фросина Кулакова доби 12 години затвор. Васил Јованов е огласен за виновен бидејќи без возачка на црвено и под дејство на алкохол удрил во Фросина додека таа на зелено светло минувала на пешачки премин. Висината на казната судот ја донел според околностите и поранешниот живот на возачот. Бил млад, признал вина и изразил сочувство, ама се ценеле и неговите претходни сообраќајни прекршоци. Влијаела и затворската казна од 3,5 години за поседување дрога. Но според судот ниту тоа не го вклучило алармот кај Јованов за преиспитување на собственото однесување. Наместо да се одврати од било какви понатамошни судби во законот, толку во периодот додека го чекал правосилниот исход од таа постапка, истиот, дрско и безобзирно, постигнал да управува со моторно возило, без да има возачка дозвола. Судот утврди дека односот на сторителот кон повредата на правното добро, кое се штити со ова дело, е толку игнорантски, до степен на целосна несовесност, дрскост и безобзирност, кое судот особено го цени како отежителна околност при одмерувањето на кривичната санкција. Додека Јованов со наведната глава ја слушаше пресудата, таткото на Фросина револтирано ја напушти судницата. Судот на ја казна се за издавање на возачка дозвола сметано од денот на правосилноста на пресудата. Како мајки и татко изнаат толку лабави се денеска, одговори ми. Како беа лабави денеска? На претходното судење, знаеш како беа, како струна стегнати. Лабави. Знаат, судите пресуда
судата и надван однапред знаеш, лаба, секоја ти чест. Таткото на Фросина и пред судницата извикуваше багро судска затвор за вас. По завршување на судењето пак рече пресудата е срамна и не исклучи нови протести. 12 годишна казна е награда за вакво најбрутално можно убиство во сообраќајот. Награда. Многу мина, на душа ќе ја носат погибијата на детето Ангел Фросинче. И ваквиот срамен судски епилог. Арам да им се парите и се друго што добиле како компензација. И Бог нека им суди и пресуди. Ние не се откажуваме. Одбраната казната ја смета за превисока. Велат недоволно се ценело каењето на Васил и го повика судот да не ја користи трагедијата за воведување построги казни. Најави ја жалба. Секако е трагичен настан, но не може од овој настан да се спроведува, да се започнува со спроведување на нова казнена политика во Република Македонија. Само за тоа ми е преговор. Сметам дека судот не ценеше во доволна мера искреното каење и личноста на сторител. Казната е превисока. За обвинителството казната од 12 години затвор е победа, бидејќи никогаш претходно кривичниот суд не донел толку висока казна. Денешниот ден за обвинителството е поголема победа, затоа што беше изрешена казна затвор, која што во историјата на овој суд за ова кривично дело и кога станува збор за една почината, една жртва, не била досега изречена, а сметајќи на висината од 12 години казна затвор, сепак јас обвинителството го задржува правото на жалба и да бара и повисока казна затвор. Јованов доби и забрана за управување возило од 5 години по излегување од затвор. Тој на почетокот судењето минатата недела призна вина и изрази сочувство до семејството на Фросина. Зоран, семејството најавува протест поради казната. Тие не се задоволни од 12 годишната затворска казна за Јованов. Кога и каде, на кој начин ќе биде организиран овој протест? Да, според семејството, казната од 12 години затвор не ја задоволува правдата, па во текот на денешниот ден, откако ја слушна пресудата за Васил Јованов преку социјалните мрежи, роднините на Кулакова, односно незината сестра, најави протест во текот на утрешниот ден, кој ќе се одржи во 17 часот на пешачкиот премин кај универзалната сала, каде што всушност на 29 јануари годинава и загина Фросина Кулакова. Зоран, ти благодарам за извештајот. Продолжуваме. Мицкоски нема ни проштална средба со таравари. Здравството во неизвестност. Кој ќе го преземе ресорот? Повеќе миња во оптек, пресметките почнуваат. Кривична за злоупотреба на $60,000 за екс-амбасадорот Фрчковски. Тој возвраќа политички притисок и конструкција. Премиерот Мицкоски нема да се сретне со таравари, ниту проштално, ниту за договор. Владата останува без конкретен став дали министерот за здравство ќе поднесе оставка или ќе биде сменет. Во Алијанса влада е тишина, а во вреди уверување дека мнозинството ќе добие нови гласови. Мицкоски нема да се сретне со таравари на проштална средба, потврдуваат владини извори без детали за тоа дали ќе се чека оставката на министерот за здравство или ќе се оди со негово разрешување во собранието. Од владачката ВМРО-ДПМН се зачудени на забелешките на таравари за балансерот, интеграциите и маргинализацијата на албанците. Господинот Таравари никогаш не разговарал за законот за јазици, никогаш не разговарал за законско регулирање на балансерот, не зборувал ниту некогаш некој го слушнал да зборува за ЕУ интеграциите, дека се блокирани поради наследениот спор со Бугарија, создаден токму од оние во чии преградки тој сега оди, но знаеме дека се интересирал за концесионерот за паркинзи на клиничкиот центар Ѓока,
затоа што е исфрлен од игра. Живо се интересирал за господинот Артан Груби, за господинот Зоран Заев и за нивните бизниси и важни прашања за Демократската унија за интеграција. Таравари вчера на партиски состанок реши да ја напушти владата. Демантираше дека се договорил со Ахмети, но не ја исклучи можноста да си дадат поддршка на изборите. Уверува дека ќе го следат сите со партијци. Во моментот немаме никаква соработка со ДУИ, сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија, меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е под демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии, па некаде можеби и ако има некоја позицијска партија со која што можеме да изнајдеме заеднички јазик. На Таравари ви фали еден пратеник тука, а ви фали и вице-премиерот Фетај. Значи, каде се тие двајца? Со Фетај се слушнавме, он е на пат, не е во Македонија моментално, а Салим Сулејмани на ручек бевме заедно во 3:15 часот, имаше семејни проблеми, патува за Струга. Токму трансферот на пратеници, еден од лидерите на Вреди смета дека ќе биде главна тема во наредните денови. Во интервју за 360 гарантира дека мнозинството ќе добие нови гласови во собранието. Тоа ќе се види многу брзо во текот на оваа недела, затоа што јас реков, кога ќе се отвори вратата, ако некој излезе, можноста повеќе да влезате поголема. Така да јас можам да гарантирам дека ова влада ќе ги зголеми бројките. Алудирате на пратеници од структурата на Таравари или од Европскиот фронт? Значи од Европскиот фронт и од структурата на Таравари. Во СДСМ и денеска го повторија ставот на Филипче дека оваа влада ќе се распадне. Не побараа предвремени избори. Констатираа дека е само прашање на време кога владата ќе падне. По неполна година од формирањето на владата предводена од ВМРО, ДПМН таа почнува да се распаѓа. Тоа е директна потврда на тоа што граѓаните го чувствуваат секој ден, дека владата на Христијан Мицкоски е нефункционална, деструктивна и целосно заглавена во сопствени интереси. Алијанса во моментов држи 2 министерски позиции во владата и има 5 пратеници. Вице-премиерот Фетај уште пред неколку дена се огради од постапките на Таравари, но денеска не сакаше да ги коментира идните чекори. Од владата велат дека нема да има реконструкција, туку само смена на министри без да соопштат повеќе детали. Доколку Таравари поднесе оставка денеска, таа би можела да се најде пред пратениците уште утре на 48-та седница на собранието. Без пратениците на Таравари мнозинството има 73 гласови. За избор на нови министри потребно е апсолутно мнозинство од 61 пратеник. Александар Спасовски, Сител телевизија. По најавеното заменување на Таравари почна битката за нов министер за здравство. Весна Јаневска, Симеонов, Клековски се меѓу потенцијалните кандидати, но се уште е неизвестно дали воопшто ресорот ќе го преземе ВМРО-ДПМН или ќе остане кај Вреди. Политичките калкулации се интензивираат, а до крајот на оваа недела ќе се знае кој ќе лекува, а кој ќе се повлече. Актуелната министерка за образование Весна Јаневска, советникот на премиерот Ристо Симеонов и директорот на ФЗО Сашо Клековски се меѓу имињата кои се спомнуваат за нов министер за здравство по излегувањето на Таравари од владата. Во игра се и неколку актуелни и поранешни директори на клиники, но се уште е неизвестно дали овој ресор ќе го земе ВМРО-ДПМН или ќе остане на коалицијата Вреди. Од владеачката партија информираат дека досега не се разговарало за размена на министерства. Вечерова партијата ќе има редовна седница на извршниот комитет на која што ќе се разговара и за ова прашање. Демантираме дека досега било разговарано за било каква размена на министерства или ресори или за тоа кој ќе го преземе Министерството за здравство. Тоа не е вистина. Дали по примерот на Никола Тодоров и Весна Јаневска, која пак е професорка на медицинскиот факултет, од образование ќе премине да раководи со здравство. Таа не потврдува ниту демантира. Значи државата има премиер и веројатно има преговарачки тим, тоа е нивна работа, тие ќе кажат како ќе биде. Ако ви предложат таква функција, ќе прифатите? Значи сосема е рано да се размислува за такво нешто. Ви кажав кои се одговорни, кога ќе дојде тој момент, тогаш ќе разговараме.
Доколку пак здравство остане на вреди според добро упатени политички извори, првата опција била, исто како Таравари, Беким Сали да се врати повторно на чело на Министерството. Но оваа идеја паднала во вода, бидејќи сега тој е пратеник и влезе како втор во двојката, но доколку замине од парламентот, ќе ослабнел вреди, бидејќи наредниот на листата кој би станал пратеник е близок до Таравари, кој најави дека ќе действува од опозиција. Според информација од лекарски кругови, во игра и актуелниот директор на Здравствен дом Скопје Самир Исени, од Алтернатива, кој е пак економист по професија, а се барало и некое звучно лекарско име од клинички, но ова било малку потешко, бидејќи најголемиот број од докторите се од Алијанса. До петок ќе се знае дали со заминувањето на Таравари ќе си одат и директорите на клиниките кои припаднаа на неговата партија, меѓу кои се кардиологија, неврологија и урологија. Александар Динев, Сител телевизија. МВР поднесе кривична пријава против Љубомир Фрчковски за злоупотреба на државни средства додека бил амбасадор во Обединетите нации. Според пријавата, близу $60,000 од продажба на сукцесиски имот не биле префрлени во буџетот. Фрчковски обвинува за политички притисок и тврди дека парите биле оставени како гаранција за данок по налог на фискалните власти. МВР поднесе кривична пријава против екс-амбасадорот Фрчковски во својство на поранешен шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации во Њујорк. Фрчковски заедно со уште 3 лица се осомничени за незаконско користење на државни пари. Од продажбата на амбасадата на поранешна Југославија на сметката на мисијата во Њујорк, Фрчковски задржал близу $60,000 кои биле потрошени ненаменски. љДФ од уплатените парични средства во вкупен износ од $3,998,721 американски долари на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк по однос на заедничката продажба на сукцесиски објект на СФРЈ во Њујорк, на сметка на буџетот на Република Северна Македонија уплатил парични средства во износ од $3,940,000 американски долари, односно преостаратите парични средства на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија во Њујорк во износ од $58,721 американски долари од продажбата на сукцесискиот имот не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Северна Македонија. Покрај ова, според пријавата, Фрчковски земал аванси за службени патувања без соодветно оправдување, го пречекорил дозволениот износ за мобилен телефон, а плаќал и дупли телефонски сметки. Се трошеле пари за репрезентација над дозволените лимити, службени автомобили се поправале без согласност од МНР, а касата на мисијата е оставена со нерасчистено салдо. Вкупната штета на државниот буџет е над $116,000. Фрчковски во својата реакција вели дека ова е срамен притисок врз критичарите на власта, а пари на сметката на мисијата биле оставени како гаранција за наплатен данок. Додека купувачот на објектот не го плати данокот, средства мора да има на сметката на сите републики од бивша СФРЈ во Њујорк, за да може во ситуација на проблем данокот сепак да биде наплатен од нивните сметки. Тоа е обврски задолжени од финансиските власти и сите републики не ги вратиле парите во своите буџети, туку задржале дел на своите сметки на мисиите во Њујорк. Така направила и Македонија. Кога данокот по една година е наплатен од купувачот, тие средства се ослободени за сите републики и тие ги вратиле во своите буџети. Така направила и Македонија. Со законски непознавања останува само лоша намера за притисок по секоја цена, стои во реакцијата на Фрчковски. Тој пред 3 години беше назначен за шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации, а оставка си поднесе лани, откако МНР обелодени низа финансиски нерегуларности, меѓу кои тоа дека користел државни пари за приватни авионски билети. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Без да ја спомене кривичната против екс-амбасадорот Фрчковски, СДСМ денеска обвинува за целосен дебакл на надворешната политика. Спротивно на ветувањата на владата, вела дека Македонија нема ниту еден меѓународен успех. Европските интеграции се закочени, а земјата нема амбасадори во неколку клучни држави. Во меѓународната политика е хаос, владата не знае каде тера. Власта не успеа да покаже конзистентна и државничка политика со стратешките партнери САД и ЕУ. Македонија нема амбасадори во клучни европски држави, Франција, Италија,
Данска, Белгија, Романија, Унгарија и Естонија. Нема амбасадори во НАТО, Женева, Њујорк. Од ВМРО ДПМН со жестока реакција кон СДСМ ги обвинуваат дека повторно действуваат како поданици на туѓи интереси и дека манипулираат јавноста со приказни за надворешна изолација. Порачуваат дека Македонија сега има влада која стои исправено и се враќа на свој нозе, а не се клечи пред странски фондации. Нема да има амнестија и ќе има правда, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. На шведска и дипломатските напори на Македонија. Има ли простор да се променат позициите на ЕУ кон уставните измени? Во каква состојба е нашата дипломатија? Стабилна ли е владината коалиција по заменувањето на таравари? Тема на денот во 19 од Стокхолм со министерот за надворешни Тимчо Муцунски. Во 22 од 34 општини недостига законскиот минимум зеленило, покажува на новиот извештај на Државниот завод за ревизија. Според анализата, урбаните центри не го достигнуваат стандардот од 25 квадратни метри зелена површина по жител, а во повеќето случаи нема ниту одржување, ниту нови инвестиции. Недостатокот на мониторинг, ниски казни и нетранспарентни трошења се дел од причините за овој еколошки дефицит. Во 22 од 34 општини нема ниту минимум зеленило според законските стандарди, покажа новиот извештај на Државна ревизија. Преку снимање со дрон утврдиле дека централните делови на градовите немаат доволно зелени површини, кои треба да го намалат загадувањето и да придонесат за чиста животна средина. ГУПовите на 22 општини не го исполнуваат препорачаниот стандард за озеленето со 25 метри квадратни по глава на жител, а зелените површини кои се одржуваат и ново подигнатите зелени површини во корелација со бројот на жители согласно пописот од 2021 година укажува дека ниту една општина не го исполнува стандардот утврден во одредбите на член 19 од Законот за урбано зеленило. Ревизија забележува дека изборот на урбанистички планови што се финансираат преку владините програми од 2020 до 2024 бил нетранспарентен, без јавен повик, без комисија и без јасни критериуми. Дополнително парите не биле доволни за финансирање на сите предвидени проекти. Општините не обезбедиле доволно средства за одржување на зеленилото. 80% не донале одлука за наплата на надомест за одржување. Само 20% наплатиле такси за користење на зелени површини и поставување рекламни паноа. Речиси 60% од општините не вложиле ниту денар за ново зеленило во изминатите 4 години. Според извештајот, ниту централната, ниту локалната власт нема ефикасен мониторинг и контрола. Прекршителите не се казнуваат, а изречените глоби се ниски. Тоа според ревизорите придонесува зеленилото да се уништува, да не се одржува и да не се заменува со ново. Годишните извештаи за степенот на справување на просторниот план на државата се изработени со нецелосни податоци за фактичката состојба, а во периодот од 2021-2024 година воопшто не се изработуваат. Ревизорите утврдиле дека стратегии за развој на зеленило имаат само Скопје и Охрид, а зелен катастар имаат само Скопје, Охрид и Кавадарци. Мартин Арсов, Сител телевизија. Министерката за образование Весна Јаневска со директни критики кон дел од приватните универзитети. На панелот Македонија 2025 изјави дека некои од нив функционираат како трговски предпријатија и штанцаат дипломи, што според неа е јавна тајна. Јавна тајна е дека дел од приватните факултети штанцаат дипломи. Министерката за образование и наука со остра реторика на панел дискусијата Македонија 2025 за функционирањето на приватните универзитети. Посочи дека некои приватни високообразовни установи функционираат како трговски предпријатија, но владата им се спротивставила на сите кои не работеле според закон. Јавна тајна е, луѓето отворено зборуваат кога се наоѓаат во приватен круг на личности, дека се стекнале со такви дипломи, но како што кажав, тешко се докажува од едната и другата страна учесник и двете страни треба да одговараат, тоа е криминално дело.
Подсети дека клуч наврата има за 13 институти, а десетина други се под мониторинг, дали правилно работат. За да се променат состојбите и надополнат пропустите, треба да се променат повеќе закони. Кога почнаа проверките и кога почна затварањето од неколку од првите, одреден број сами поднесоа барање за затварање, затоа што беа свесни дека не ги исполнуваат условите и тие ги затворија. Меѓу другото, министерката на панел дискусијата акцентираше дека наставните програми и учебници, мотивира наставен кадар и инфраструктурата се трите столба кои го покажуваат квалитетот на наставата. Габриела Лескова, Сител телевизија. Верските лидери од Македонија здружено застануваат против верскиот радикализам и насилниот екстремизам. Со подпишување на заедничка декларација тие се обврзаа на нулта толеранција за говор на омраза и повикаа на зајакната соработка со институциите. Иницијативата доаѓа во период кога земјата се соочи со активни терористички кели, а верските заедници порачуваат нема да дозволат манипулации и лажни пандани на верата. Верските лидери од Македонија здружено ќе се борат против насилниот екстремизам. Се заложија да зајакнат заедницата за да превенираат појави и развивање на феноменот верски радикализам кој е глобална закана во светот. Подпишаа декларација со која го осудија секој вид на говор на омраза и се заложија на потесна соработка со надлежните институции. Верските заедници можат да направат исчекор во борбата против насилниот екстремизам кој што за жал во последните децении се наметнува како глобален проблем кој што на некој начин предизвикува да имаме појави во кои што дури и деца се инволвирани во одредени формации кои што промовираат насилен екстремизам. Реисот порача дека како исламска верска заедница нема да дозволат било каков пандан на организацијата. Токму таквите групи во минатото биле детектирани од ИВЗ и пријавени како сомнителни заедници кои за жал добиле статус на религиозна група. За нас тие беа сомнителни елементи. За жал, во поранешната влада тие добиле статус на религиозна група и ние ги обавестувавме и владата на тогашната влада на Република Северна Македонија и сите меѓународни фактори знаат. Ако има некоја иницијатива за регистрирање на разни фракции, индивидуи и така дали и така натаму, мора да се зема или да се консултира со верските заедници, посебно со исламската заедница, затоа што исламската заедница убаво ги зна. Ова иницијатива произлезе од МЦМС и Комисијата за односи со верските заедници. Пред неколку месеци полицијата се соочи со терористичка келија која представуваше закана за цивилното население. Во Струшко-Гостиварскиот регион беше разбиена терористичка келија која имала за цел да регрутира нови членови. Ја ширеле идеологијата на исламската држава и планирале напади на цивилни цели и јавни објекти. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.